Здраво, ова е 259-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Бабилон на Дамиен Шазел, во кој станува збор за една епска сага посветена на 20-тите години на минатиот век во Холивуд, предводена од акторот Джек Конрад на врвот на неговата кариера, глумен од Бред Пит, неговиот асистент Мени Торес, глумен од Диего Калва, кој има визија да застане зад камера, и амбициозната актерка Нели Ларој, која сака да влезе во студиската машина, глумена од Маргот Роби, како и многу други ликови, чии што подеми пат е евидентиран во ерата во која се дефилираат нескротливите ескапади и ексцеси. Крајот на холивудските баханалии го најавува воспоставувањето на Хејс кодот, кој што ќе го стави под контрола ова фуриозно согорување. Својот опсег во филмот го наметнуваат неколку разноврсни перспективи, чии што сублимат го образува конструктот за холивудската машина. Својот опсег во филмот го наметнуваат неколку разноврсни перспективи, чии што сублимат го образува конструктот за холивудската машина. Една е на актерот, кому одбројани му се славните денови во Холивуд, само што самиот не е свесен дека времето го има одминато, со асистент кој има поголеми аспирации отколку да биде поттрчко, туку сака да се избори во студискиот систем за да може да ја насочи камерата таму кај што смета дека нема залудно да биде насочена. Млада актерка која пак ќе направи се за да биде забележена од истата таа камера, како и афроамериканец кој глуми джез трубач, кој треба да се соочи со маловажувањето да стави боја на лицето, за да задоволи каприци на продуцентите во студиото, како и азиска американка чија што сексуална определба е неприфатена од Холивуд, кои се само неколку од ликовите кои се двигатели на собствените апаратури на пропаста, кои имаат своји успеси и падови, додека сите се подеднакво заведени од филмската магија. Ликовите се базираат на постојачки актери и актерки, односно амалгам од фамозни ситуации од кулуарите на градот, на паднатите ангели, и излишно е да евидентирам кој лик на кого подсетува, затоа што се збир на особености на многу ликови во студиската Содома и Гомора. Снимањата се опасни, кај што неконтролираната ентропија е важно градиво за создавањето на филмските творби, а ништо поразлично не се ни забавите во кои се задоволуваат хедонистичките нагони, тие разуздани импулси и пориви на боемите, кои траат од самрак до зори, на кои секој гледач би сакал да биде на списокот на вратата. Признавам дека не сум растал со актерите и нивните ликови во Ла Долче Вита на Фелини, така што апсолутно ништо не ми значи нивното појавување во филмот на мајсторот и затоа не сум врзан носталгично со него, но сум растал со Пит, Марго, Робертс, Вайлд, Фли, Самара, така што убеден сум дека во иднина и на некој друг критичар ништо нема да му значат овие имиња, како што не ме фасцинираат гламурозните звезди на Фелини и нивниот анахронизам, што резултира со моето ниско рангирање на неговиот култен филм на мојата листа на филмови на Фелини, но несомнено дека Фелиниевска е севкупната карневализација, кај што има какофонија од бои и танци на прекрасен джез скор, која е водилка во севкупното меандрирачко дејствие. Факт е дека еден тип на филм умира, а друг се раѓа од неговата пепел, така што така ќе биде и во Холивуд, илустрирано во филмот преку звукот со премисата на джез пејачот. Кога ќе се потрошат идеите на големите студија, ќе се експлоатираат уникатните идеи на малите за масовна употреба, додека не се упростат и измолзен нивното значење. Нема како зелен да се смејам на туалетниот хумор на серењето на слонот и да очекувам интензитетот да трае во целокупните 3 часа, напротив, ужива во манифестирањето на мрачната страна на Холивуд, посебно во подземните садомазо катакомби, така што најголемиот непријател на филмот, флуктуацијата во неконзистентниот тон, мене воопшто не ми пречи, бидејќи неодржлива би било ако се свири една драматуршка нота. Без таа динамична димензија не се создава значенски слоевито дело, иако фуриозниот почеток ме подсети на тестостеронското навлекување во The Wolf on Wall Street и со многобројните движења на крановите на ликува, повеќе на мюзикал без пеење. Евидентен е поларитетот на финансиската моќ на ликовите од различен сталеж, па затоа може да ги компарираме с противностите на сиромаштијата од која доаѓа ликот на Марго, која е гладна за успех и пробив во индустријата, која ќе ги реши коцкарските долгови на таткој, глумен од Ерик Робертс, човекот кој минатата година глумеше во 30 филмови, дополнителни 50 филмови се во постпродукција и 30 ги снима моментално, но ја ќе време и да се појави во серијата Јужни ветар, а наспроти ликот на Маргот
како олицетворение на богатството го имаме вампирскиот лик кој глуми Тоби Мегуајр, кој поседува бесконечен раскош, може се да си дозволи со парите и го возбудуваат исклучиво на страностите кои може да си ги допушти. Кога пропаѓа Вавилон, јадејќи се самиот од себе си, убаво е да му се предочи на гледачот тивкото згаснување на протагонистите налик епилогот. Имено, колумнистката на најдобар можен начин ќе му воочи на ликот на Пит дека неговото време одамна е поминато, дојдена е смена на генерации кои не се заинтересирани за неговата глума и филмови, со оглед на тоа што цинично се смејат на неговите патетични изјави на љубов во филмовите, кои не кореспондираат со поривите на тогашниот гледач, но колумнистката посочува дека филмот му помогнал да остане вечен, што е благодет кој не смее да го занемари, затоа што по неговата смрт делото ќе сведочи за неговото постоење за идните генерации и тука лежи големината на една уметничко филмско дело, кое ќе ги надживее парите и мноштвото генерации на гледачи. Непорекливо е дека инспирацијата ја влечел Шазел од ТВ серијата Бабилон Берлин, која го опфаќа истиот временски период меѓутоа во Германија, но причината поради која мене не ме интересираше да продолжам да ја гледам серијата, ме плаши дека може да биде силогизам, зошто нема да му биде дадена шанса и на филмот, а тоа е предрасудата дека на гледачите не им е грижа за некои богаташи како се пијанчеле и блудничеле по Првата светска војна. Музиката на Џастин Хоровиц е основниот двигател не само на телата на ликовите, туку е срасната со драматуршката поставеност, што во секоја сцена ќе се најде некој тапанар како во позадина држи ритам, додека танцуваат ликовите, дека не изгрее сонцето. Не само што има дувачки джез композиции, туку тие се во амалгам со оркестрација која е во линија на емоционалните квалитети на ликовите. Одамна не сум слушнал 100-минутен скор на филм, само за споредба, скоровите на филмовите обично траат 30 до 40 минути, а Џастин се има убиено да направи речиси 50 композиции кои се доволни за употреба за ТВ серија, односно непресушна музика за 3 филма. Директорот на фотографија Лајнус Сандгрен го напоменав кога го рецензирав Don't Look Up, а покрај филмовите на Шазел ги сними и No Time to Die, Battle of the Sexes, Joy, Promised Land и American Hustle, ги наполни Арифлекс и Арикем камерите со 35 мм филмска лента на Kodak, го постави анаморфниот скоп на аспект на 2.39 наспроти 1 за во најширок можен план да ги долови развратот на масовните сцени, без разлика дали се игра во нив или војува, закачи камерата на бројни кранови за да се протне низ ликовите во обемните пространства и доближи до хероите во толпата. Впрочем, станува збор за филм од златната ера на Холивуд и грев би било да се снима дигитално. Така што бликаат боите на сите страни и филмскиот циркус, иако го естетизира на највисоко можно ниво, еснавски, постои стравот дека изнасилените лакрдии може да преминат во кич. За 3-часовен филм, кој слободно може да биде сериализиран во ТВ серија, вината секојаш ќе ја бараме во монтажерот Том Круз, кој не инсистирал да се финишира поднослив финален рез за гледање од филмот, со оглед на тоа што Демијан е обседнат од видеоматеријалот, но егото на режисерот секојаш го има последниот збор, а тоа не може да го гледа филмот објективно, со очите на гледачот кој нема време од својот живот да троши 3 сати на визуелната бурлеска. Другото круцијално обвинување на Том лежи во балансирањето на тонот, проблематика која убеден сум дека ќе се појави кај гледачите кои ќе бараат комедијата од првиот чин да доминира во останатите, но баш поради тоа што филмот преминува во сериозни и малтене мрачни домени на задкулисните игри во Холивуд, нема да им се допадне таа флуктуација со која јас лично немав проблем, напротив, знам дека не може 3 сати да се задржи еден наративен тек, туку потребно е жонглирање кое за мој вкус беше доловено, со оглед на тоа што помогна во хуманизацијата на ликовите, давајќи им уште една димензија, наместо да ги остави да вегетираат на ниво на карикатури. Монтажата со премотувањето на богатата оставнина на Холивуд на крајот на филмот е добредојдена да се направи некаква корелација со тоа што се има произведено од студискиот систем во временската рамка која не е обработена од страна на филмот. Режисерот Дамијан Шазел скоро во сите филмови се обидува да го истакне и наметне значението кое го има музиката во филмот, кај што таа знае да биде предмет на сцените и нераскрилен сегмент од сценариото. Во сите филмови има амбициозни ликови кои се подготвени да подлегнат на макотрпна тортура само за да дојдат до своите 5 минути под рефлекторот.
Својот прв долгометражен филм го снима од 2009 година и гласи Гаен Меделин on a Park Bench, уште во кој се забележува неговата љубов кон џез музиката, кај што се пресретнуваат патиштата на Меделин со џез трубачот Гај, започнувајќи ја нивната турбулентна врска, за во 2014 година милитантниот J.K. Симонс да го малтретира младиот тапанар на музичкиот конзерваториум до совршената изведба во Whiplash. 2 години подоцна го снима Оскаровецот La La Land, танцовиот мюзикл со Ема Стоун и Рајан Гослинг. Од 2018 година го екранизираше животот на првиот човек на месечината за несвојствениот за него и невпечатлив First Man. Во 2020 година ја работеше прекрасната европска ТВ серија Диеди за раководењето на џез клубот во кој беше залепен дури и плакатот Скопски џез фестивал, за која може да слушнете детална анализа во мојата емисија ТВ 103, а во соработка со Apple го сними краткиот филм за животот на дублерот, глумејќи ги сите можни филмски жанрови во вертикалниот филм The Stunt Double, кој го сними на iPhone 11. Сродноста со Тарантиновите и Баз Лурмановите филмови, мислам дека повеќе го хендикепира Шазел во неговиот израз, отколку што му помага, и иако го обожувам неговиот џезерски пристап и радикализацијата, 3 сати се 2 филма во еден, да не се лаже. Во спрегата помеѓу опортунистичките авторски тенденции на Шазел и популистичката намена на филмот се крие неговиот несакан финансиски неуспех. Со оглед на тоа што ова беше продукцијски потфат на Paramount за величење на холивудската слава на студискиот систем, фрлени беа за потребите на филмот $80 милиони, а само половина ја заработи од прикажувањето на репертоарите во киносалите ширум светот, што дури и во златната ера на Холивуд би значило пораз, иако Демиен да го реализираше филмот пред ковид пандемијата, мислам дека ќе го достигнеше посакуваниот резултат, но да не ја обвинуваме пандемијата за сечи финансиски неуспеси, иако во случајот на Вавилон таа имаше замешано прсти и во самото откажување на снимањето и замена на Ема Стоун со Маргот Роби, едно од малкуте корисни решенија. Има многу причинители за овој резултат, од кои сродноста со кастингот и тематиката со неодамнешниот Once Upon a Time in Hollywood знае да биде пречка, како и стравот дека ќе биде опрашање уште еден ефемерен приказ на Холивуд кој нема допир со реалноста, па да го засегне обичниот гледач, од кого се цеди да се излечат $20, кој стравува дека ќе гледа анемичен филм од рангот на Манк и Хейл Сезар, или пак од друга страна не е доволно смел да погледне 3-часовна епска приказна полна со настраностите на Шазел, така што со секое оквалификување се стеснува обрачот околу потенцијалните гледачи на овој филмски спектакл, до кој Бред и Маргот не може да допрат за да ги извлечат од домовите. Иако е филм за Холивуд, далеку е од големината на Mulholland Drive, артистот па и самиот Singing in the Rain кој е референтен во творбата. Тоа значи дека не го бараше својот пат блокбастерот на филмските фестивали и си ја побара својата публика во илјадниците киносали ширум светот, кои не беа фасцинирани од филмскиот циркус, кој резултираше со 3 номинации за Оскар, најдобар продукцијски дизајн и дизајн на костими и најдобар скор, категории во кои е и најголем конкурент за наградата, и штета што Маргот не ја доби својата номинација за главна женска улога, затоа што создаде еден запамтлив лик на филмското платно со разуздана енергија. Има 3 номинации за BAFTA, една на Актерската асоциација за ансамбл, продукцијските дизајнери веќе се закитија со награда на Critics' Choice, а композиторот доби Златен глобус за неговата музика, има и 10 номинации за сателити, така што е наградуван од критичарските кружоци и филмските манифестации. Филм кој го представува незаузданиот блуд и разврат, кој се одвива зад затворени врати во холивудскиот систем, пред да се појави Вил Хейс и да биде првиот расипувач на забави со наметнатиот кодекс на однесување. Филмско дело за љубовта кон правењето на филмски дела, во кое има заразен и разигран џез, на кој се движат илјадниците статисти, но и смелост во прикажувањето на постоечката декаденција, за која можеме само да шпекулираме дека се одвивала пред падот на Вавилонската кула и подигнувањето на нова, која ќе биде срушена од секс, дрога и Холивуд. Ако морам да го евалуирам, тогаш Вавилон од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 259-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!